Премиерот нема влијание врз министрите. Ова може да се заклучи од одговорот на Димитар Ковачевски прашан за спорно вработување на сопругата на координаторот на советничката група на СДСМ во СВР Битола. За сите вработувања во министерствата ќе мора да разговарате со релевантните министерства и нивните служби. Јас и мојот кабинет немаме никакво влијание и никаква улога во вработувањата во било која институција во државата. Ова ниту е прво партиско вработување, ниту пак прв пат премиерот се случува да не знае што се случува во министерствата. Пред неколку месеци Ковачевски не знаеше колку ќе чинат хонорарите на членовите на работната група за уставни измени. Хонорарите тоа Министерство за правда ќе треба да го определи на каков начин ќе биде, согласно закон и согласно правилници, кога ќе биде направено ќе биде соопштено. Премиерот не знаеше ни што ќе направи министерот за образование во врска со бурните реакции за спојување на повеќе наставни предмети во еден. Јас би сакал за ова заедно со министерот за образование да ви одговориме и со оние кои што се задолжени за изработка на наставните програми. Во јавноста неретко се добива впечаток дека министрите меѓу себе воопшто и не комуницираат. Таков беше случајот со спојување на концесиите и Ловица Штука, кога министрите кренаа рака за, а после кажаа дека министерот за економија им го подметнал решението. Различни се ставовите и околу можните нови блокади на европскиот пат. Ковачевски постојано не убедува дека само бугарите во уставот се доволни за непречен пат кон Европа, додека дел од другите министри, чиј шеф е токму Ковачевски, јасно порачуваат дека сепак треба да се занимаваме повеќе и со домашните задачи, односно борбата со корупцијата и владењето на правото, развитокот на економијата, кои што се и клучните сегменти на патот кон Европската унија.